Добре дојдовте во Cyberштит, подкастот што во рамките на истоимениот проект го спроведува Фондација Метаморфозис. Моето име е Маријана Јанчевска-Угарковиќ и денес сум тука да разговараме за една од најважните теми во светот на сајбер безбедноста, а тоа е заштитата на ранливите групи на граѓани. Дигиталниот свет не е за сите и секој ден се соочуваме со нови предизвици кои влијаат на младите, жените, LGBTQ заедницата, како и останатите маргинализирани групи. Со нас е Моника Ризовска-Таневска од Women in Tech, што ќе ни ги сподели низините согледувања и практики за обезбедување на безбедност на овие заедници. Моника, може ли да ни раскажете како започна вашата кариера во IT индустријата и што ве мотивираше да се фокусирате на поврзување на технологијата со бизнисот? Да, ова е многу убаво прашање. Мотивот и желбата почна многу поодамна. Како мала од секогаш сакав со дедо ми да играм, да си правиме тогаш ембедат или ОТП имаше предмет, каде што предвижувавме колички со струјни кола, лемевме и од секогаш ми било тоа многу интересно. Меѓутоа стварно не бев свесна дека тоа е основа на роботиката. Понатаму почнав во школа, имав стварно многу интереси и пред да се запишам во средна школа, правев бројни тестови за персоналите тестови, каде што ти кажуваат каков тип на човек си, какви афинитети имаш. Кај мене го имав предизвикот дека скоро секогаш беа 48, 52 или негде на граница и двете хемисфери ми беа подразвиени. Бев доста креативна, сакав, меѓутоа исто така и логичкиот дел ми работеше, сакав многу математика. И во средно отидов, потоа бидејќи беше таква ситуацијата, си реков окей, ајде тогаш ќе одам во гимназија да видам што навистина ме интересира. Отидов во тогаш најтешката гимназија, Радиовчевски Корчагин, и таму навистина беше предизвик прва математика, хемија, уште од старт ни ставија единици на сите. Значи беше интересно дека да, го знам тоа чувство. Да, те учеа да те симнат на тоа ниво, да ти кажат дека ништо не знаеш и дека и сега разбирам зашто, затоа што тоа тло од тоа знање дека ништо не знаеш, ти имаш простор плюс дека треба да научиш, а не мислиш дека имам познавање, знам повеќе. Така што многу се радувам дека тоа ми се случи, да од тој степен да јас почнав толку многу да вежбам математика, да дури одев на летни школи во текот на летото, искрено кажано на педалинка вежбав математика, одев на државни надпревари и освојував доста добри места, после тогаш добив трето место државно. Знаев дека има нешто, дека окей, значи најверојатно нешто ме бива и за овој дел. Меѓутоа, стварно многу сакав и да цртам. Ми беше пасија уметноста и тоа ми беше услово да ги имам сите петки, да сум одлична, со цел да можам да посветам повеќе време да цртам. И се сеќавам дека Карши Корчаген имаше едно мало делче каде што можев да одам и тоа беше 2 на 2 место студио каде што цртав. И стварно ми одеше добро и цртањето. Јас исто така добив и државна награда исто. Таму добив прво место и знаев дека најверојатно уметноста многу подобро ми оди. Мислам дека ми одеше пошто немаше толку голема конкуренција како за математика, искрено, особено во Корчаген, меѓутоа и двете работи знаев дека ми одат. И кога ќе ги добиеш тие признанија, на некој начин бев леле, дури се сожалував. Да, се сожалував, сикав, зашто вака, знаеш, паша супер еден. На некои луѓе едноставно само математика им беше умилено и стварно знае дека тоа е тоа. Кај мене беше многу пола и одлучив дека треба да почнам со одредени активности, студентски организации. И за време на средношколските денови, што исто така го препорачувам на сите, почнав да одам во Junior Achievement Македонија, каде што можеше да се види како да се работи бизнисот. И тука работев како продукт менаџер. И беше многу интересно тоа што спојував креативност и бизнис. Уште додека беше во средно. Додека бев во средно, да. И таму освоив место така на надпреварот прв, тоа ми беше прво патување во Вена, освоив место така најдобро место за најдобра продажба. И си реков, леле, па мене и бизнис ми бива. И најверојатно, нели, поврзувајќи ги точките, сатев дека окей, јас треба да отидам, тогаш се отвори катедрата, тоест беше позната катедрата за електронски бизнис, каде што се спојува три департмента: менеджмент, маркетинг, заедно со информатичка технологија.
И реков, окей, ова е тој спој што ете моите предности, моите јаки страни можат да се надополнат. Ги поврзив точките, отидов на бизнес и не сакам, бидејќи се учеше на англиски, навистина нови технологии ме стави во колосек, меѓутоа, она што мене нема, тогаш сам стварно, кога размислував дали додам на и се сеќавам, морам да го напоменам тоа, дека професорката по математика многу ми се налоти, затоа што она очекуваше дека ќе одам на електротехнички факултет, бидејќи стварно ми одеше многу добро математиката. Ама едноставно тогаш имаше стереотип дека нели оние што да учат да програмираат, а работат со црн екран, тогаш сам баш така се програмираше со црн екран, со нели код. И сега од седешна перспектива искано да, во тој момент најверојатно сум ја донела правата одлука, меѓутоа понатаму во текот на мојата кариера едноставно знаев дека сакам средина која што е брзо растечка, каде што се учат нови трендови и каде што цело време има нешто новитети, можам да напредувам, да се надоградувам. Знаев дека тоа е IT индустријата, имав многу голема среќа мене да ме рекрутираат дури преку LinkedIn. Јас немав аплицирано. Тогаш најголемата IT компанија беше Sivus, денеска е од Kinshift се Avenga. И стварно беше интересно затоа што имав можност за прв пат да работам во огромна корпорација која што има многу можности и каде што можев искрено од своји 20 години да експериментирам и да гледам што е интересно. Имав среќа да работам и во делот за едукација, каде што се нудеа обуки за сите можности и типови на најнови технологии, затоа што нели идејата беше преку тие едукативни центри да се оспособат идни потенцијални вработени во техничкиот сектор. И тука сватив и тука дојде и идејата и интересно е дека патот каде што мене ме воведа, сватив дека за жал голем број на девојки не се запишуваат на одредени насоки, затоа што кога ќе влезеш во самата просторија има само момци и уште од старт си мислиш абе ова да не е за мене, знаеш, како да не е, нели, субир само на така што почнав да експериментирам во самата моја работа тогаш. Нели, спојувајќи го бизнисот и технологијата, почнав експерименти од типот ајде да видиме ако замолам или направиме договор со некоја девојката, дечки, дали сакате, им кажав, дали сакате да почнете со оваа академија 2 недели, понатака ако не сакате, може слободно да ве префрлиме без никаков трошок нотарски се останато. И да бидам искрена, после тој експеримент немаше девојка што се префрли. Едноставно сватија дека беа добро примени, фала Богу, и од момците што беа во групата и плюс навистина добро се снајдоа и во таа област. И така почнав јас директно и индиректно да сваќам дека можеби потребна е некој таков тип на поддршка, помош, каде што едноставно се дава на секој што ќе дојде можност да види како е, а понатаму информативно да одлучи дали нели тоа е за него или не. Информирано да одлучи, да. И така ствари се случи Women in Tech, сватив дека има потреба од Women in Tech и сватив дека во момент каде што јас пример сум немала ментор кој што можел да ми помогне да одлучам соодветната кариера, некој друг може да добие таква можност благодарение на ваков тип на мрежа. И нели наместо да имам оној синдром на жртва, да се жалам, леле, немам ментор, никој не ми помага, направив нешто што за следните генерации. Да. Направивме нешто поинаку. Ајде да видиме ние самите да создадеме нешто, јас да создадам нешто што јас не сум го имала, а можеби на некоја друга девојка или жена во технологија ќе им помогне како. И тоа и се случи. Така настана оваа заедница, така сам денеска веќе 15 години постоиме. И се јежам колку брзо поминува и времето реално за кога правиш нешто нели од љубов, од срце. Брзо лета време. Кога веќе самата го спомна, може да продолжиме со приказната за Women in Tech Македонија. Тоа е дел од глобална мрежа. Да. Што се активностите тука? Што правите? Да, Women in Tech Македонија е дел од глобалната мрежа, која што има над 100 земји во самиот делокруг. Јас во моментот кога одлучивме нели да отвориме вакво здружение, идејата ни беше како можностите од надвор да ги доближиме повеќе и локално, како девојки од нашата земја да можат да добијат менторство од девојки од други земји и како да помогнеме на девојки кои што се можеби искусни во одредена област да добијат дополнително познавање и обука за таа насока. И сега одредени технологии кај нас беа
беа веќе застапени во Македонија, меѓутоа одредени технологии за AI, за не знам, да, за виртуелна реалност не беа и немавме такви можности. Кај нас во Македонија имаше повеќе компании кои што работеа на сервисна индустрија или благо кажа на аутсорсинг, меѓутоа не работеа на продукт. Сакавме да придонесеме да се промени тоа во Македонија, да можеме да создаваме продукти кои што еден ден ќе се гордееме дека се од Македонија, нели? И на тој начин почнавме да приближуваме такви менторства до наши девојки и момци, бидејќи ние вклучуваме и момци. Основата на инклузивна организација дека нели треба да сме пример за тоа, така што никогаш не сме исклучили момци. Морам да го потенцирам тоа. Меѓутоа да се вратам на филозофијата на Women in Tech е дека помагаме на девојки кои што се пред прагот на избор на својата кариера, девојки кои што се веќе етаблирани во својата кариера, меѓутоа имаат потреба од дополнителна поддршка, менторство со цел нели да се позиционираат подобро, да, и како технички лидери. И во таа насока создадовме програми што имаат нормално менторство, што имаат можности за едукација, коворкинг, можности каде што може да се сретнат, да се поврзат девојките со цел да си дадат помош, без зависност дали е прашање за како е во нека компанија или слично, или девојки кои што се буквално на почетокот на кариерата, каде што најголем проблем за девојките во технологија на почетокот да најдат компанија каде што ќе најдат соодветна пракса. Денес повеќето нели сакаат поизградени личности, готов продукт, и во тој домен ние помагаме и како да започнете со фриленсерство. Фриленсерството во основа нели е микропредприемништво, со тоа што самите тие нели мора да менаџираат и други процеси. Логистиката. Да, и тука на некој начин го поддржуваме и тој дел, да, и предприемништвото и секој вид на форма на вработување го охрабруваме каде девојките во насока нели на растот и на нивниот личен раст. А како твоето искуство со дигитален маркетинг, комуникација помогна да се изгради оваа заедница и да расте како таква низ годините? Претпоставувам дека исто многу помогнало, бидејќи веќе имаш искуство во тој сегмент. Да, дигиталниот маркетинг всушност паѓа и под тех, нели, под IT. И она што на мене искрено многу ми помогна е што тоа што јас го работам за employer branding и градење на заедници е многу блиско и со градење на интеракција помеѓу членовите. Како на самите employer branding во основата, нели, како да направиме на вработените да се осеќаат многу покомотно и да го најдат својот фит во самата компанија, правиот фит со цел нели да нема трошоци дополнително. А овде всушност кај заедниците како на членовите да им обезбедиме поголема вредност со цел тие да растат и како нели според вредностите наши да бидат и тие амбасадори да каскадираат, така што со моето искуство од дигитален маркетинг мислам дека значително придонеса да успееме да допреме до правите луѓе, да ги пренесеме вредностите, меѓутоа и да испромовираме една инклузивност која што треба да е пример не само за нашата заедница, туку и за другите компании да земат таков пример. И тоа и се случи, и тоа е. И мислам дека не може да се одделат тие работи. За градењето на заедница со растот на луѓето е многу поврзано и нормално мрежувањето е всушност клучот на самата заедница. Уште една работа која што многу луѓе ја врзуваат со тебе, со твоето име, е платформата Ways to Help. Тоа е целосно македонска платформа, поврзување на донатори и семејства и поединци кои што се во социјален ризик. Може ли нешто повеќе за ова да ни кажеш? Да. Ways to Help се роди како една иницијатива која што почнавме да ја промовираме во Women in Tech Македонија, дека треба да одиме на надпревари, дека треба да се пријавуваме на стартап викенд, на имам идеја, на сите надпревари, затоа што под притисок гледаме можности, соработуваме со различни луѓе, гледаме кои луѓе ни се фит. Утре здравје Боже може ли да отвориме компанија, а во случајот нели како и Ways to Help ситуацијата, да направиме тим кој што од едно такво победничко решение ќе реши 5 години без прекин волонтерски да работи на нешто толку хумано. Ways to Help настана како една идеја да направиме нешто што помага и зближува, меѓутоа со помош на технологијата. Како технологијата да искористиме во насока на нешто многу похумано. Во ситуација каде што имавме една девојка од тимот каде што баш се пожали дека леле дечки периодов сум во голема криза, еден човек да ми ја исплати барем сметката, што би направила. И ни дојде момент тогаш си рековме па ако некој од нашата индустрија тоа го кажува, што би кажале оние луѓе кои што се навистина нели на такво завидно ниво каде што во ситуација на пандемија изгубиле работни можности, секакви нели работи, затоа што претежно оние физички работи и работат, покриваат.
И рековме, ајде да видиме да пробаме што ќе се случи ако ние успееме да дигитално покриеме сметки на семејства кои што се социјално загрозени. Многу не беше страв. Избравме најголем предизвик, мислам дека во целата работа беше како да најдеме организација каде што имаме доверба. Каде што знаеме дека нема да го злоупотребиме довербата на секој донатор, макар и тој донатор да донирал 10 денари. Значи да знае точно каде одат тие средства и што се случува. Да, не беше битно да секој точно знае каде одат тие средства и да има комплетна доверба за да во ниеден момент не може да злоупотребиме. Бевме сведоци како е некој да, нели, еднаш го се злоупотреби донирањето и во моментот му прекинува желбата понатаму да донира, не сакавме тоа да се случи, бидејќи оваа платформа ја гледавме како идеја дека треба да ги охрабри луѓето да видат колку е убаво всушност да придонесуваш и нели да правиш такво добро. Со Waste to Help успеавме со неколку клика за неколку семејства да се исплати. Уште се сеќавам на првиот момент каде што беше пуштивме, значи веќе на кај 10 саат на вечер, имавме пуштено целата платформа, каде што поставивме сметки на платформата, нормално сметки за струја, за вода и тоа беа навистина доста сметки, значи околу 50-тина, каде што ние од овие иницијалните да, од иницијални сакавме да пробаме да видиме дали ќе функционира. Немало никаде таква платформа, ние немавме од каде да учиме од другите грешки, туку напротив самите нели беше пионирско решение и уште постои такво, и заштитено е нели како таква. И ние баш во ситуацијата каде што го пуштивме, свативме дека за неполни пола саат од како ние го поставивме на платформата, кога правевме рефреш, свативме дека скоро сите сметки се платени. Тоест сите беа платени. И дури имаме еден војс што се уште го пуштаме ние во месенџер групата, каде што едната од девојките вика: "Леле дечки, јас сум во шок." Зашто стварно бевме во шок, ние не очекувавме, ние бевме спремни дека може да не успее, ама бидејќи луѓето на кои што им земавме податоци за сметките, сите социјални загрозени семејства со дечиња во многу лоша ситуација, се гледаа надеж во нас како посебно, значи леле вие ќе ни помогнете, значи они не размислуваа дека ние нема да им помогнеме. И мислам дека тоа чувство што они ни го дадоа, ни даде малце притисок дека ако ние успева, ние бевме спремни самите да ги исплатиме со цел нели да им помогнеме, меѓутоа тоа се беа стварно голема сума на средства, сад ние сепак како студенти, нели? И успеавме во тој момент да свативме дека колку значи таа доверба и тој имидж што претходно сме го создавали како луѓе и како тим, за да во момент на без никаква промоција за пола сат бидат сите сметки исплатени, знаат дека точно тие сметки одат во насока на помош на тие семејства. И ние за пола сат успеавме без никаква промоција, без ни споделување на линкот, тоа да успее. И свативме дека моќта на таа заедница и на тоа споделување на интерно, нели, каде што знае сите дека денеска ќе ја пуштиме, значи буквално знае дека дента ќе ја пуштиме, ќе го пуштиме тој линк, меѓутоа нели не го споделивме. Они не чекале до тој степен да ние претпоставам дека они си правеле рефреш за да видат кога ќе бидат поставени тие сметки, до тој степен да ние немавме можност ни да објавиме, а тие веќе беа исплатени и свативме тогаш дека окей, очигледно правиме нешто добро, чим другите луѓе го препозна. И еве до ден денеска ние имаме веќе броиме над 200.000 евра донирани во исплатени сметки за струја и за вода од индивидуални донори, од компании дополнително, каде што сме помогнале на над 300 семејства пред исклучување. Значи имаме ситуација каде што имаше детенца 4 години каде поред немале струја и за време на нова година, мислам, ние обезбедивме и елка и се, успеавме да исплатиме 4 години, каде што пак рачунете тоа биле 4 години наталожени со камати од извршители. Успеавме да им исплатиме се, каде што кога запалија светло, они не знаеа што им се случува. Мислам, за некој да запалиш светло е најнормална работа, не го не осеќаш како такво, меѓутоа за нив беше момент на радост. Сега до ден денеска пак имам налив на емоции, затоа што таа слика нема никогаш да ја заборавам. И покажува како технологијата може да се употреби за добри промени. Во насока на на правење на добро. И затоа и секогаш кажувам дека секој што ќе дојде да донира, мислам дека моментот кога ќе види како е на терен и колку придонесува на крајниот мислам, нели, корисник, сваќа колку навистина не е мала шала да ете моментот можеби имаш 500 денари и решаваш да ги исплатиш, меѓутоа за некој тоа значи многу. Да. И
е мал број на успешни примери. Во овие 5 години ние гледавме пример каде што истото тоа детенце сега е веќе со завршен факултет, со 5 ние возможевме да студира, нели, во едукативен центар и возможевме ситуација каде што самото дете дури сака да врати и помага самото дете што било во таква ситуација веќе исплаќа сметки на други луѓе. И тоа е за нас успешноста, да луѓе во таква ситуација успеат да се излечат и да бидат примери за другите. Така што тоа е основата на Ways to Help и зашто мислам искрено со срце да нанокинаме сам кога и да треба во било кое време менуваме сметки, проверуваме, рачно се проверуваат до тој степен да знаеме дека нели секоја сметка е добро помината, така да баш голема благодарност тука искрено кажано до тимот, затоа што не сум само јас тука за Ways to Help. Огромен тим е, да, кој што работи, меѓутоа стварно волонтерски, меѓутоа во било кое време се достапни за затоа што веруваат во идејата, во мисијата. Да. Така што и ова е убавината на, и пак ја кажам и тука изградевме уште една дополнителна заедница и тоа е убавината на кога луѓето знаат дека правиш нешто како што треба, имаат доверба во тебе, дополнително сакаат и своето време, нели, да придонесат со своето време, меѓутоа добро и некогаш и да споделат, да ни помогнат во некоја акција каде што гледаме дека некоја семејство е во посериозно загрозена состојба, треба итно да се реагира. Да, кога зборувавме, кога ги подготвувавме прашањата за подкастот, едно од прашањата ми беше за пример, нели кога технологијата одиграла клучна улога во подобрување на животот на некоја ранлива група или категорија со која што сте работеле, ама со муабетот за Ways to Help, мислам дека целосно го покривме тоа и дека на сите не стана јасно колку е важно идеи кои што нас не се чинат како идеја за надпревар, или не знам, идеја за есеј, за нешто академски, кога ќе се практично кога ќе се исполнат, дека навистина имаат практично влијание врз животите на луѓето. Особено кога сте со тим што ги има истите вредности. Мислам дека тоа дополнително додава вредност. Ние во моментот кога се сеќавам на надпреварот, ние имавме ситуација кај што бевме толку изгубени во работата, да заборавивме дека сме на надпревар. И во момент кога нас ни соопштија дека сме добиле прво место, ние искрено бевме изненадени. Зашто што ние бевме спремни дека што и да се случи, ние ова ќе го продолжиме. Знаевме дека е толку добро и дека не беше за надпреварот, туку за продукт. Да. И тоа е она пасијата каде што толку знаеш дека тоа е тоа и дека треба да го направиш и дека тоа ќе направи промени. И мислам, до ден денеска прави промени. И се надам дека ќе продолжи, дека еден ден ќе славиме и 50 години, дај Боже. Да, и јас исто тоа го посакувам, не само за Ways to Help, туку и за Women in Tech Македонија, бидејќи како што разговараме, некако се гледа дека Women in Tech Македонија пополнува некоја дупка што ја остава формалното образование кај нас, каде што нема ментори што може да ти помогнат во изборот на соодветна кариера, кога веќе ќе се запишеш на факултет, ако сакаш да се префрлиш на некој друг факултет, па нели да видиш како е таму. И за темава за која што општо ги правиме подкастите, сајбер безбедност не е никако вклучена, тоа го разговаравме и со претходните соговорници, за тоа колку е важно и образовните институции да се вклучат во промовирање на дигитална писменост, дигитална безбедност, но и општо да помогнат за младите да ги сватат сите опции, сите можности кои што ги нуди дигиталното доба. Да, морам да признам дека премногу е технологијата премногу брза со новитети и промени и мислам дека многу е тешко од формално образование со структура да се прават такви промени. Истата работа се случува нели со стартапи каде што побрзо се имплементираат промени наместо во поголема корпорација. Затоа мислам дека добро е што вакви организации постојат за да се комплементарни на новитетите. Затоа што секогаш кога ќе излезе некој новитет, конкретно не знам како да се користи, како да се користат AI асистенти, како да помогнеме, како да се направи дури фазата на напредно ниво каде што со Flow во моментот успеваме да поставиме одредени параметри, ние само доаѓаме и си го пиеме кафето и гледаме дали можеби компјутерот се исклучи или не. Значи самиот компјутер ни ја извршува работата, а ние имаме повеќе време да уживаме во нели убавините на денот,
во градење на релации со луѓето, што всушност е нешто што е круцијално и што не може да ја замени да ја замени никоја технологија. Така што во таа насока сметам дека да, Women in Tech навистина е од помош, од аспект дека кога ќе има новитети, имаме ние одредени предавања се викаат Tech Insights и имаме подзедници каде што кога ќе влезе некоја девојка или момче во било која заедниците, врз база на тоа дали сакаат одредена технологија, влегуваат во таа подзедница и дополнително гледаат што е актуелно во својот ниш. Споделуваат и врз база на тоа дури формираме серијали, конференции каде што ги најавуваме новитетите со цел да ги подготвиме нашите членови. Да бидат во тек, баш во кажано. Да, многу често формалното образование знае да каска позади неформалното образование, кој што успева некако да ги пофати сите промени во што се случуваат на пазарот на трудот. Би сакала да те прашам и за идните планови и визии кои што ги имаш, не само ти како Моника, туку и за Women in Tech, Ways to Help. Има ли некои најави за проширување на можностите на платформата? Така да, ние со Ways to Help во моментот имаме сметки за струја, за вода, меѓутоа планираме да има и за интернет, за дечиња од рурални средини, со цел да се доближи едукацијата во било кое време и до секој што не е во можност. Направивме соработка, поточно инвестиравме во еден коворкинг простор, Стартап Клуб Скопје, каде што имаме канцеларии, можеме во било кое време секој што сака да слуша едукација, да се дообразува, да работи, има можност да дојде и да работи во тој простор. Инвестиравме во таа насока да секој што сака да креира и да создаде нешто поиновативно, може да го направи тоа. Она што Ways to Help сега се труди е да креираме еден надпревар, исто така го викаме Ways to Help Hackathon, со кој што ги покануваме сите компании, без разлика дали да е како team building, дали сите студенти што сакаат да придонесат, да направат дигитално решение што ќе биде долгорочно, одржливо и ќе помогне дополнително на луѓето да се излечат од таа ситуација, подолгорочно. Ways to Help во моментот искрено го гледаме како платформа која што гаси пожар, затоа што моментално помага, меѓутоа не е идејата на самата платформа долгорочно да подпомага. Симптомите, ама треба нешто и болеста да се излечи. Бидејќи доколку решаваме долгорочно така проблем, ние луѓето ги оставаме во истата ситуација, не треба да се свесни дека помагаме краткорочно, меѓутоа идејата е да они самите најдат начин како да се излечат таа ситуација и самите да може да се помогнат на себе. Во таа насока нашиот фокус е конкурирање на долгорочни решенија, а долгорочни решенија се прават со едукација, особено од финансиска писменост, затоа што голем број од овие семејства проблемот го имаат бидејќи не знаат да планираат соодветно. И тука работиме, ги гледаме кор причините како они дошле во оваа ситуација и како може вистински длабоко, ама и долгорочно да се промени таа ситуација. Значи како од таа состојба на жртва да направиме човек кој што работи на себе и ги променува овие работи. Така што Ways to Help и понатаму продолжува со помош на технологијата да охрабруваме и други луѓе да се вклучат во ваков тип на иницијатива и да работат и придонесуваат. Секако отворени сме за секој што сака да дојде да волонтира, да дојде на терен да помогне. Ние во летно време имаме обично и акција за донирање на книги, на едукативни материјали за дечиња, така што сите што сакаат да придонесат и во овој тип на донација, без разлика дали е плаќање на струја, на сметки, може да придонесе исто така и со едукативни материјали, играчки кои што може да им помогнат нови дечиња да се развијат подобро. Така што Ways to Help во таа насока продолжува со едукација, со помош и со наоѓање на едукативни можности за дечиња од социјално загрозени семејства, со цел да им помогнеме подолгорочно да се излечат од оваа ситуација, како примерот што го посочив. А Women in Tech продолжува во насока на тоа дека морам да спомнам дека оваа година втор пат сме изгласани за најдобра земја за импакт во едукација. И во таа насока, ти благодарам. И во таа насока планираме да продолжиме и понатаму да бидеме најимпактна земја, со тоа што се зголемува бројот на девојки во тимот, на момци во тимот, растат потребите на организацијата, со тоа што ние еден ден сакаме дури да организираме да срушиме Гинисов рекорд во насока на образување на девојки и помош на момци во технологија. Зашто со Women in Tech Македонија некако си свативме дека не е битно колкава е земјата, се дека
нешто кога правите со срце и љубов и дека тоа може и како далеку да стигне, да дури глобално да сме признаени и дека само со напорна работа, меѓутоа и со нели вложување може да успееме да допринесеме што е можно повеќе, меѓутоа помагајќи и на другите, она што сакав да го кажам, ние и на себе си помогнавме индиректно, затоа што растеме и ние како личности, растеме и ние со искуства и мислам дека тоа е една многу благородна можност да секој што сака едноставно може само да дојде бесплатно на членството и може да напредува, да се едуцира, да слушне нови трендови и се. Морам да потенцирам дека Women in Tech не е за девојки што сакаат технологија или што се во технологија, туку едноставно што се ентузијасти, сакаат да дознаат нешто повеќе за технологија, доволно е само да дојдат. И во таа насока отворени се вратите за секого што сака нели наставно да научи повеќе, да научи дури и за cyber security, значи имаме многу често и такви обуки, имаме подзедница за cyber security, каде што имаме девојка која што едноставно работиме со нашите девојки, гледаме како да се постават, како они да се заштитат нели на интернет во насока на објави, како и ние да сме одговорни во насока нели на споделување и се останато со цел нели да бидеме добар пример. Моника, ти благодарам многу. Ако сакаш да ни кажеш нешто плюс кое што не го покривме со прашањата, со разговорот, слободно. Не, јас само би сакала да кажам дека технологијата е една моќна алатка која што ако се користи соодветно може и така да промени многу животи. Конкретно со Waste to Help можеби полесно да се идентификуваат бројките. Со Women in Tech дополнително нели растеме во насока на импакт, меѓутоа доволно е времето да сакате да го потрошите на нешто попаметно со цел вака долгорочно и после толку години да правите нешто што е многу хумано. Мислам дека нема ништо поубаво тоа да знаете дека барем денеска сте направиле барем на еден човек нешто добро и ги поканувам сите тие што можеби немаат време за да направат ваква организација, затоа што стварно и ова одзема време или немаат, меѓутоа ако имаат време, доволно е само да се вклучат некаде или да направат нешто позитивно, а и доволно е да направат едно нешто добро на некој што им е во близина. Тоа е начинот како од мал чекор може да направиме па и големи хумани и малите чекори значат. Да. Така се почнува. Тие се клучот на промената. Фала ти многу. Фала и на вас. Сајбер безбедноста не е само за големите компании или технолошките гиганти. Нашите најранливи заедници, како што се жените, LGBT заедницата и младите, се оние што најмногу страдаат и се изложени на напади во дигиталниот свет. Ви благодариме што бевте со нас и што се интересирате за овие важни теми. Споделете оваа епизода со вашите најблиски и посетете го сајтот на Фондација Метаморфозис за повеќе информации во однос на сајбер безбедноста.